Ќе ми дозволите најпрво да ви се заблагодарам за вашето присуство, што одвоивте дел од вашето ценето време, да видите денеска овдека со нас, да можеме да поразговараме за обновата на Македонија, за тоа што следи, да слушаме кои се реалните проблеми на нашите сограѓани. Веќе неколку недели нашиот караван, теренската активност на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија е на площадите, на улиците во Македонија, разговараме со граѓаните, учиме од граѓаните. Имаме чувство како да долго време некој не ги слушнал проблемите, оние обичните проблеми на нашите сограѓани. Тоа беше нашиот мотив и тоа беше нашата водилка зашто одлучивме токму од сега, неколку месеци пред време, преку овие наши теренски активности да започнеме една голема, широка дебата со граѓаните на Македонија и да можеме одблиску, очи во очи, гради во гради да ги слушнеме реалните проблеми, а потоа да понудиме и соодветни решенија за тие реални проблеми. Не оние измислените и замислените кои што се носат во оние дебели кожни фотели, газејки ги повторам, оние дебели персиски килими во владата и во Брисел, туку овие директно очи во очи со нашите сограѓани, гради во гради, каде што ќе слушнеме некоја критика и за нас и за нашето однесување, ќе слушнеме некоја критика и за минатите влади на ВМРО-ДПМН. Тоа што може би било направено погрешно, а ќе треба да го коригираме во периодот кој што следи, но истовремено ќе ги слушнеме и вистинските проблеми кои што се резултат на погрешните политики на оваа сегашна влада, која што ја предводи Зоран Заев и СДСМ, за да можеме да понудиме соодветни решенија, а тие решенија потоа да ги напишеме и во нашата предизборна програма, а потоа тоа што ќе се обврземе, тоа што ќе го ветиме пред граѓаните и да го исполниме. И не го зборувам ова како гола реторика, не го зборувам ова како филозофија, туку навистина преку една ваква интерактивна комуникација од каде што ќе научиме многу од нашите сограѓани, сакаме да покажеме дека Македонија може поинаку, дека ние како политичарите можеме да се однесуваме поинаку и дека тоа што ќе го ветиме, тоа и ќе го исполниме. Ке се обидеме да преку еден вид ново однесување покажеме дека не се сите политичари во Македонија исти, дека она моментално перцепција која што владее кај нашите сограѓани, дека сите политичари се исти, дека ние сме практично лажливци и лопови, дека не е таква. Дека ние можеме поинаку, дека можеме да бидеме честити, дека можеме честно да работиме и да им служиме на граѓаните, тие кои што ни го даваат нас легитимитетот и тие кои што нас не бираат, затоа што иднината која што ќе оставиме за идните генерации на сите нас ни е потребна. Тоа е она која што ние преку оваа наша теренска активност, која што именувавме разговори за обнова на Македонија, сакаме да го покажеме. Да покажеме дека имаме поинакво лице. Да покажеме дека не сме политичари кои што ќе ветуваат кога ќе дојдат избори. Она што сакаат нашите сограѓани да го слушнат. Не сме политичари кои што ќе ветуваат за гарантиран откуп, например, за земјоделските производи. Не сме политичари кои што ќе ветуваат поголеми субвенции, поголема поддршка за земјоделецот во Република Македонија, а потоа кога ќе дојдеме до фотелите, кога ќе не избере народот, да бегаме како никогаш тоа да не сме го споменале, а само да уживаме во привилегиите кои што тие институции ни ги даваат и да ништо не работиме. Да заборавиме дека тоа што сме го ветиле, всушност не сме го ветувале. Па ќе дојдат следните избори, неколку години потоа и повторно ќе ги рециклираме истите тие лаги, истите тие ветувања и тогаш повторно со раката на нашето срце, со главата благо налево наклонета и повторно истите тие лаги ќе ги рециклираме. Не сме и нема да бидеме политичари кои што само ќе бидат овде на площадите пред кампања и ќе ветуваат дека за младите имало перспектива, дека имало иднина, ќе ветуваме банкарски гаранции, ќе ветуваме
младински гаранции, ќе ветуваме за студентите, обновени студентски домови, ќе ветуваме поквалитетно образование, а потоа, кога ќе заседнеме во тие истите институции, само привилегиите ќе бидат важни, ќе заборавиме и на младите, ќе заборавиме и на студентските домови, ќе заборавиме и на поквалитетното образование, ќе заборавиме и на младинската гаранција, ќе заборавиме практично све што сме ветувале. За да повторно, како расипана плоча на следните избори, истото тоа ќе го рециклираме и повторно истото тоа ќе го ветуваме. Ќе ги гледаме како тие млади луѓе веднаш после дипломирањето со кофер полн ги полнат аеродромите, Охридскиот, Скопскиот, ги полнат пероните на железничките пруги, со автобусите заминуваат трајно нашата држава, затоа што тука нема перспектива за нив, затоа што повторно од некои политичари кои што ги посетиле биле излажени само за да го добијат нивниот глас. Ние не сме такви и нема да бидеме такви. Тоа ви го ветуваме. Нема да бидеме политичари кои што пред избори ќе се колнат во жицата, ќе се колнат во најмилото, ќе се колнат како талкале по семето изгубени низ времето и дека немале да го продаваат идентитетот, дека немале да ги нарушуваат сите преговарачки позиции кои што нашата држава ги создавала во изминатиот период. А потоа, кога ќе дојдат на власт, кога ќе почнат да врват тендерите, кога ќе почнат да врват провизиите во еден ресторан недалеку од овој преубав град Гевгелија, тогаш ќе заборават и на жицата, ќе заборават и на најмилото, и на времето, и на семето, се ќе заборават и како неразбрани трговци се ќе истргуваат само да можат што повеќе провизија да лапнат и што подолго да трае нивниот политички живот. Ќе заборават и на идентитетот, ќе заборават и на македонецот, ќе заборават и на македонштината, но на што е најважно, а што никогаш нема да им го простиме, е што заборавија на Македонија. Јас ви ветувам дека првиот ден новата влада на ВМРО-ДПМН прво што ќе направи е одговорност за овие неразбрани трговци кои што распродадоа се кое што значеше, а кое што не одржуваше обединети и силни. Тоа е македонштината и македонецот до нас. Јас ви ветувам дека ќе сносат одговорност. Се сеќавате, ветува владење на правото, ветува ке немало правда, немало мир, ке се бореле за почитување на законите, ветуваа дека ке направиле независен судски систем кога ќе дошле на власт, а првата работа што ја направија е како да го амнестираат Зоран Заев од случајот подкуп, кога како градоначелник на Струмица, на очиглед на целата македонска и светска јавност, бараше мито за работа која што по службена должност треба да ја заврши. Тоа беше првата работа што ја направија кога седнаа во фотелите. Како Зоран Заев по втор пат, после оној случај глобал кога тогашниот председател Бранко Црвенковски го аболираше, како по втор пат да се амнестира за сторено кривично дело. Па не може човек кој што целиот негов живот е обременет со криминал, кој што целиот свој живот го води на ивица на законот, кој што целиот свој живот практично го посветил на злоупотреби и кога бил функционер, и кога бил градоначелник, но и кога бил пратеник во рамките на парламентот и работал спротивно на законите, да биде реформатор и да го реформира судството, да го реформира правосудството, обвинителството, да ги почитува законите и да вели дека немало правда, немало мир. Напротив, јас сум сигурен дека токму спротивното тој ќе го прави. И тогаш бевме сигурни, и тогаш велевме дека тоа ќе се случува. Веќе трета година македонската јавност е сведок дека тоа се случува. И можам да ги редам уште многу вакви разочарувања. Можам да ги редам уште многу вакви работи кои што биле ветувани од Зоран Заев, кои што биле ветувани од СДСМ пред изборите, а практично ништо не успеале да реализираат.
Но за кое што сум денеска во Гевгелија и за кое што сакам да зборуваме, молбата кон вас, кон гевгеличани, кон луѓето кои што денеска беа со нас на овие штандови, кои што ги запишаа своите проблеми, своите молби, но оние на кои што ќе им понудиме решенија, но оние на кои што ќе им кажеме отворено, искрено, честно, честито дека за вашите проблеми не можеме да ги решиме од тие и тие причини. Но оние кои што можеме ќе ги решиме, но ќе треба малку време. Сакам да им порачам дека не треба да ја губат надежта. Дека не треба да зборуваат и да се разочаруваат, да ги полнат коферите и да ја напуштаат Македонија. Сите тие кои што мислат дека не можеме подобро, сите тие кои што мислат дека Македонија не може подобро, се жртви на пропагандата на СДСМ и Зоран Заев. Оваа држава може да биде и подобра, обединета, со вратено достоинство и гордост, само доколку сите ние заеднички работиме и си го поставиме прашањето што можеме ние да направиме за неа, а не што може таа да направи за нас. Имаме јасен план, имаме визија, имаме методологија како се тоа кое што го зборувам во пракса да го спроведеме веднаш, откако ќе биде избрана новата влада која што ќе ја предводи ВМРО-ДПМНЕ на следните предвремени парламентарни избори во Македонија. Немојте да ја губите надежта. Надежта не треба да ја губиме, затоа што надежта е таа која што нас не крепи и која што не држи обединети. Верувајте во себе, верувајте во идејата, верувајте во Македонија. Верувајте во вашите сограѓани, верувајте сосема на крај во она во кое што мислите дека е исправно да верувате. Јас сум потполно свесен дека овој тру систем кој што ве притиска ви вели дека е невозможно тоа. Но јас ви велам дека ако верувате во себе и ако верувате во тоа што е исправно, ќе го поразиме и овој тру систем, а со тоа ќе го поразиме и СДСМ, ќе го поразиме и Зоран Заев, а светлото кое што јасно го гледаме на крајот од тунелот за сите нас ќе биде секојдневие. Верувајте во подобра иднина, верувајте во подобро секојдневие за Република Македонија, за македонскиот народ, но и за сите наши сограѓани кои што се наши браќа и сестри, соседи, колеги, пријатели и другари. Тоа е онаа порака која што сакам овде од Гевгелија да ја упатам до нашите сограѓани. Знам дека се ова тешки моменти. Знам дека сите ние очекувавме да добиеме чиста дата за отпочнување на преговори со Европската Унија. Сите ние верувавме во Европска Унија и ќе продолжиме да веруваме. Но нема да не водат политичари лажливци, кои што само ветуваат, а ништо не исполнуваат. Туку доаѓаат честити луѓе со силна биографија, кои што знаат како треба и кои што Македонија ќе стават на брза трака и ќе ја внесат во семејството на европските народи како земја членка на Европската Унија. Тоа го може само идната влада која што ќе ја предводи ВМРО-ДПМНЕ веднаш после предвремените парламентарни избори. Ке признам пред вас дека изминатиот период и ние бевме предмет на критика како ВМРО-ДПМНЕ. И на нас ни велеа, имаше наши сограѓани кои што не се согласуваа со политиките на СДСМ и Зоран Заев и ни велеа, зошто сте толку тивки, молчите? Ве нема. Свесни бевме и за критиката, свесни бевме и за последиците кои што како политичка партија ги трпевме. Свесен бев и јас како председател дека ќе ме искритикуваат граѓаните кои што денеска се незадоволни од ова арамиско секојдневие кое што го предводи оваа камиказа влада на чело со Зоран Заев. Свесен бев. Но истовремено бев свесен дека интересот на македонскиот народ од векови, не само сега, интересот на македонскиот народ и на нашите сограѓани, кои што се дел од нашата држава Република Македонија,
е секогаш обединета Европа, а Македонија дел од тоа големо европско семејство. И велесме и покрај сета жртва, сето понижување, сето омаловажување, сето оно што и го нанесе како срам Зоран Заев и СДСМ веќе трета година поред. Мислевме дека нашите партиски интереси и ценевме дека нашите партиски интереси треба да ги ставиме во втор план. Треба да му дадеме шанса на процесот. Работевме и во носењето на законите, ако некој ни велеше излезете од парламентот и бойкотирајте го. Работевме и во единиците на локалната самоуправа, во советите, иако некој ни велеше бойкотирајте ги. Учествувавме на претседателските избори затоа што го имавме најдобриот кандидат, кој што некогаш се појавил на македонската политичка сцена и бил кандидат за председател на Република Македонија и верувавме дека можеме да победиме со професорката Гордана Силјановска-Давкова. Но бевме повторно жртва на тие исти измамници, кои што направија инженеринг помеѓу двата изборни круга. Ни го држа имотот замрзнат, нелегално преку монтиран судски процес Талир, кој што до ден денеска е актуелен. Не ни го исплатија нити партиското законски загарантирано финансирање. Влеговме во избори со микрофонот во рака, едно платно позади нас и 16 квадрати бина практикабел. Освоивме 380.000 гласа, покажавме дека ВМРО-ДПМН е најголемата политичка сила во Република Македонија и не калкулиравме, се болевме како витези. Се боревме како витези заедно со професорката Гордана Силјановска. Се боревме со многу пот, многу желба. На крај, за жал, имаше и по некоја солза. За жал, не успеавме. Но покажавме дека ВМРО-ДПМН е столбот на Македонија и дека Македонија без ВМРО-ДПМН не е Македонија. Како ни одговорија? Уапсија член на извршниот комитет. Го држаа 3 месеци во притвор. Уапсија член на Централниот комитет. Го држаа 3 месеци во притвор од монтирани судски случаи. Нема ни обвинение, немаат ни абер од обвинение. И пуштија. Ни велеа, немојте сега му е мајката, видете какви корупцијски и политички афери започнувајќи од она полче, се сеќавате на оној пратени кој што уствари не било полче, туку било нешто друго. Па завршувајќи со мега аферата рекет, ни велеа, сега му е мајката, напуштајте институциите на улица да го буткаме Заев. Ние рековме, ќе му дадеме шанса на процесот. 17 октомври е денот кога завршува концесијата. 17 октомври е денот кога завршува трпението на ВМРО-ДПМН. 17 октомври е денот денешен кога јас овде пред вас стојам и ви велам, придружете ни се од денеска да изгре она вистинското сонце на слободата во Македонија. Да си ги победиме на следните предвремени парламентарни избори, но до тогаш не очекувајте дека овие арами, овие камиказа политичари сами по себе ќе заминат. Ни треба обединување, ни треба улицата, ни требаат плоштадите. Треба да се помине секој дом на нашите сограѓани. Да им кажеме дека ние сме поинакви. Дека ги научивме лекциите од минатото. Дека можеме поинако. Затоа што Македонија, затоа што вие, затоа што тие заслужуваат поинако. Само така можеме да успееме и никако поинако. Од денеска, 24 часа на ден ве молам, нашиот дом ќе биде плоштадот, улицата, вратата на нашите соседи, на нашите сограѓани, ширум цела Македонија. 17 октомври е денот кога заврши трпението на ВМРО-ДПМН. Од денеска
Od денеска ќе се сетат и на 1892 и на причините зошто таа 1892 е важна. Затоа што денеска ќе ги подсетиме. Ќе ги подсетиме за битката за Македонија. Ова е нашата битка, ова е битката на нашата генерација, без разлика дали имаме 5, 50, 55 или 80 години. Сите сме ние денеска иста генерација и делиме иста судбина. Од денеска почнува последната пресметка. Од денеска ја најавувам големата победа на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Од денеска ве повикувам секој оној кој мисли дека политиките на Зоран Заев и на СДСМ се погрешни, го повикувам да ни се придружи, без разлика дали е македонец, албанец, турчин, ром, влав, бошњак, србин, без разлика, дека ми простат останатите што не ги спомена. Без разлика дали е дел од ВМРО ДПМН или коалицијата за подобра Македонија или е некој од редовите на СДСМ и нивната коалиција. Ако сте незадоволни, ако мислите дека вашата иднина е загрозена, повелете, придружете ни се, нашите врати за вас се отворени. Ајде заеднички да ја победиме оваа битка. Ова е битката за третиот Илинден и за нова, поинаква, модерна Македонија. Македонија каде што секој ќе има подеднаква шанса. Македонија силна држава каде што ќе има силни индивидуи. Сите вие кои што мислите дека овие камиказа арамиски политики на Зоран Заев и СДСМ се погрешни, дојдете. Сите пак вие кои што мислите дека ова што денеска го прави СДСМ и Зоран Заев, ве почитуваме и ќе ве почитуваме и во иднина. Но мислиме дека грешите. Почитувајте го и вие нашето мислење. А дека грешите, ќе се уверите на следните предвремени парламентарни избори, кога доаѓа обновата за Македонија и една огромна голема победа на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Сосема на крај, сакам уште еднаш да ви се заблагодарам што издвоивте дел од вашето време. Овие 20 на минути се надевам не беа попусто потрошени. Се надевам дека го задржав вашето внимание. Ве молам правилно да ме разберете. Ова е можеби најголемиот предизвик во независна и суверена Македонија. Сега не е време за очајување, не ема време за тажење, туку време за обединување под бајракот на државата, со лавот на срцето и кон една огромна, голема победа на ВМРО ДПМН. Застанете до нас, ве молам, да сте ми здрави и живи и да ни е вечна и вековита Македонија.